Министерството за внатрешни работи продолжува со превентивни кампањи со цел на граѓаните да им се укаже за можните последици од употребата на петарди и други пиротехнички средства. Посебно актуелна пред и за време на новогодишните и божикните празници. Тој кој што неовластено изработува, држи, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од 3 до 10 години, изјавија од Министерството за внатрешни работи. Одземањето на возачката дозвола ќе важи низ цела Европа. Советот за транспорт на Европската унија одобри пакет нови правила за безбедност на патиштата, предложени од комисијата, кои веќе поминаа низ парламентот во Страсбур. Сега треба да се одобрат сите промени. Според новото законодавство, земјата членка што ја издава ќе треба да им ја одземе возачката дозвола на возачите во странство кои извршиле сериозни прекршувања на кодексот за патен сообраќај на друга земја членка. Според одобрениот текст, суспензијата во земја членка ќе биде пријавена во рок од 10 дена до државата што ја издала возачката дозвола. Потоа ќе има период од 15 дена за одлуката да се опфати целиот блок од 27 земји. Возачот ќе биде известен за секоја казна во рок од 7 работни дена. Во Косово ќе биде забранета продажбата на енергетски пијалаци за деца помали од 18 години. Законот предвидува строги контроли за спречување на консумација на енергетски пијалаци од малолетници и е дизајниран да го заштити нивното здравје. За законот гласаа 62 од вкупно 120 пратеници во Косовското собрание и со него се предвидуваат казни до 2000 евра за тие кои ќе продадат, понудат или рекламираат енергетски пијалак на малолетно лице. За да стапи на сила, законот треба да помине уште едно гласање во парламентот, пошто ќе се чека одобрување од претседателката Вјоса Османи за негова имплементација. Неконтролираната продажба и консумација на енергетски пијалаци, особено во училиштата, неодамна предизвика контроверзи во Косово. Во октомври и ноември, работата на фармата со ветерници во Германија беше намалена за 25% во однос на истиот период минатата година, што доведе до рекордно зголемување на работата на централата на газ во земјата во ноември, пишува колумнистот на Reuters, Гавин Маккваер. Ова беше придружено со зголемување на производството на енергија на јаглен на највисоко ниво во последните 20 месеци. Прогнозите на метеоролозите укажуваат дека ветровите ќе се вратат во декември, што ќе го поддржи енергетскиот систем. Сепак, недостатокот на доволно соларно грејење ќе ја продолжи употребата на фосилни горива до почетокот на 2025 година. Иран успешно лансираше ракета во Вселената, што е нов чекор во нивната вселенска програма, која Западот ја смета за потенцијална закана за развојот на балистички ракети, објавија иранските медиуми. Лансирањето беше извршено како дел од иранската програма Симорг, од Вселенскиот центар Имам Хомеини, во провинцијата Семнан, која е седиште на иранската цивилна вселенска програма. Според Иран, ракетата Симорг носи орбитален погонски систем и 2 истражувачки системи во орбитата на 400 км над Земјата. Системот може да му дозволи на Иран да ја промени траекторијата на вселенските летала, цел што Техеран долго време се обидува да ја постигне. Иако Иран негира дека се залага за развој на нуклеарно оружје и ја опишува својата вселенска програма како исклучиво цивилна, Американската разузнавачка заедница и Меѓународната агенција за атомска енергија нагласуваат дека Иран имал организирана воена нуклеарна програма до 2003 година. Младиот истражувач Џош, активен на социјалните мрежи, ја користел апликацијата Google Earth додека го проучувал југозападниот британски брег кога наишол на мистериозен објект. Огромниот предмет што го забележал во осамениот залив, еден од многуте на брегот на Корнвол бил заглавен покрај стрмна карпа. Младиот човек бил подготвен за секој предизвик, но и свесен за опасноста. Тој ја документирал својата авантура и покажал каде се спуштил за да му приде на мистериозниот објект. Многу ризикуваше, но на крајот ја доби својата награда. Кога доволно се приближил, сватил дека гледа во дел од заглавен брод. Очигледно со години скапува на брегот, пренесува Дейли Стар. Џош решил да ја истражи внатрешноста и не зажалил. Нашол неколку соби, многу урѓосани скали и предмети.